Домашна свинска маст од Радовишко Подареш продава Николчо Алексов на пазарот во Штип. За тегла тој бара по 100 денари. Маста ја подготвува од свинска сланина која ја топи на тиво коган, а дополнително од истата добива и джимиринки. Иако во денешницата оваа стара практика е запоставена, сепак Алексов е еден од оние кои ден денеска продолжил да ја негува. Според него свинската маст е подобра и од зејтинот, па затоа тој смета дека и храната сготвена со свинска маст е повеќе здрава. Ние не чуваме стока више. Па тоа се коле гудото што е мрсното месо, салото, што е се топи. Излева чварти од него, а тоа е сланина, се топи, нели? 100 денари. 100 денари една тегла. А 100 пати побува од зејтино. Зошто? Па зошто? Ние се научиме на лесно, на жените е полесно, ајде, зејтинче, зејтин, а да испржиш пиперки, нели, било што, да, со мас, и она е поздрава. Поздраво е, тоа е природно. Тоа си природно. Николчо тврди дека маста лекува и рани, изгореници и суви раце. Во минатото таа се користела речиси секој ден. Па нешто испукани раце, например. Некоја рана, нешто било што. Кај немаше пари, јадел сум јас многу такво. И па вакво и лепи и одзгоре малку солца или шикер, кој што обича. Едно време ја зима, ние у нашето село имаше секоја куќа по 2 години. И ја зима борекчилниците. И ја трошеа, нели, за буреци, за работи. А сега отидеа на полесно, таа палмината маст е, и е полесно и е поубаво. Инаку во минатото свинската маст ја конзумирале и на поинаков начин. Се јадела намачкана на леп и во различни комбинации и во семејствата на Алексови. Додека денеска свинската маст е реткост на пазарот и е лесно заменета со други продукти.